и јас тоа лингвистички го докажувам. А всушност геолошки тоа се покажува, еве една карта од господинот познат археолог во светски рамки и географ Јован Цвијич. Еве ја картата на Македонија со 19 езера, ако тоа може да го регистрира камерата. Тука е Пелагониското. Кој период е ова? Ова е од 1911 година картата. А зборуваме за време на неогенот. Јован Цвијич ова ја прави картата како личеле езерата за време на неогенот. Да, 1911 година. Тој е човек еден од најпознатите географи. Добро, ја дипломирав географија, значи сите во светот учат по Јован Цвијич. Јас не знаев. Така да, Јован Цвијич е едно од најголемите географски еден најголемите авторитети. Ми беше зборот. Картата е слика на послеезерската зона. Во периодот кој? Од неогенот? Во периодот од неогенот, да. Затоа што тогаш... И колку езера има тука Македонија? Овде 19 езера. Овде може да ги наброите: Пелагониско, Еордејско, Елинејско, Тесалиско, еве го, Триполиско, Аксијско, го имате Стримон, го имате Мигдониското езеро, тука спаѓа и Охридското и Преспанското езеро, со тоа што тие немаат врска со Егејскиот басен. Кога била ова езерска зона, затоа овие истекле, а тие останува. Да, настануваат тектонски процеси, нели, во Егејското копно во областа на Солун, и тогаш има истекување на езерата. Ама толку реките се вдлабиле да реките ви се пловни. Постојат податоци кај Страбон. Јас ги имам тука, каде што пишува дека после Неста доаѓа реката Нарон, се плови со бродови и со лаги. После, да речеме, Ариона реката е големиот пазар, а после големиот пазар е големото острово, после кои живеат тројанците. Тоа големо острово, според моите проучувања и геолошки, и лингвистички, и моето лингвистичко обработување на термините антропоними и хидроними на Илијада, покажуваат дека Македонија е Троја и дека Троја е Македонија. Еве на картата се гледа, Прилеп е остров, Битола е остров, може да се регистрира. Да, покажува. Каде е Прилеп таму? Еве го Прилеп. Мориово, Прилеп, Битола, ова е едно огромно острово кое било 24 стадии. Секој една стадија е некаде 200 метри. Да. Според мене, Мориово е, ви реков, замената М се врши со Т, се добива Тројово. Кој ќе извршите анализи на топонимите, тврдам дека првата Троја е во Македонија. Ние ќе, у последниот дел ќе одиме точно на Троја. А геолошки е ова? Едно прашање. Има всушност повеќе Троји. 16 Троји има. Не е само онаа на Шлиман во како се вика, во Мала Азија. Не има 16 Троји, кои се различни по големина, по ова. Зошто имало повеќе Троји? Еве вака, да ви кажам, постои разлика меѓу поимот Троја и Троада. Кога се речи Троја како област, како држава, е идентична со Троада. А Троја е и име на град. Например, во ова Троја, Троада, македонска, што викаме првата Троада, имало 9 Трои, што значи 9 Илиона. Илион е, затоа што, знаете, Троја ја создале илијците. Тројанците се илијци практично. 9 значи, Троја значи остров. Еве, може да регистрира камерата, лингвистички кој ќе обработите, Троја од Троја, а тоа стои на страна 35 во книгата за старословенски јазик од мојата почитувана професорка, поздрав ако ме гледа, доктор Рада Угринова Скаловска. Троја значи остров. Со јас применетата теза и лингвистичка обработка, еве го добивам. Троја
Stroua, Strova, Strovo, Ostrovo i den deneska postoji Strovija vo Prilep. Ova je za razjasnovanjeto zašto ima pogolen broj na Troji, a što se odnesuva do Troja vo Mala Azija. Troja vo Mala Azija postoji. Šlimanija otkriva Troja od Trojancite koji zaminale po Trojanskata vojna, a deka Troja postoji, taja je vo Mala Azija vazal na golemoto makedonsko kititsko carstvo i ima zakoni koji Aleksandar na taja Troja gi potpišal kako vazal so carot na Kitite. Jaz go imam toj tekst, da li da odime сега ili posle? Сега предлагам да направим една пауза.